Што се 6.000 денари за помош на музичарите? Мерките на владата се нелогични и со премногу строги критериуми. Ова се реакциите на разочараните музичари кои скоро цела година едва и врзуваат крај со крај. Корона кризата голем дел од музичарите ги натера да бараат други професии, за да можат да го поминат месецот. Пандемијата го донесе новото нормално, а мерките за помош кои онака доцнат не се покажаа како доволни за нив. У мене имам колеги кои што буквално не знаат како ќе го преживеат месецот, а мислам дека премалку направено токму за овие категории. Мислам дека одговорните луѓе треба добро да размислат за следни мерки или следен пакет кој треба да се случи час поскоро, бидејќи ова се мерки кои што се однесуваат на еднократна или двократна некаков двократен или тромесечен паричен надоместок кој што не знам кој може да преживее со тие средства. Реално Најавената помош за самостојни музичари дојде со еден куп услови кои ретко кој ги исполнува. Реагираат дека за да се исполнат критериумите, секој самостоен уметник треба да има регистрирано фирма. Поради оваа причина ретко кој ќе ја искористи таа помош. Джез музичарот Џон Илија Апелгрин вели дека иако се дозволени концерти, работата е многу намалена и никој не може да преживее од неколку концерти годишно. Од еден концерт не можете да живеете освен недела дена у просек. Така да фалат настапите. Државата пробаше да помогне или рече дека проба да помогне, меѓутоа изгледа дека сето тоа беше само пиар станд, затоа што оние што се самостојни уметници не можат да рачунаат на средства од државата, бидејќи не се као невработени. Заради статусот самостоен уметник мораме да имаме регистрирано трговец поединец фирми. Музичарите постојано апелираат власта да ги слушне нивните барања и да донесе конкретни пакет мерки за помош, за да можат да ја пребродат оваа криза.